Вчера за прв пат по овој основ пари добија вработените во здравствените домови во општините, а во текот на идната недела К15 ќе добијат и вработените во болниците. Ален Ѓоргиев, директорот на клиничката болница Штип, вели дека К15 на сите вработени ќе им се подели во текот на наредната недела, зашто Министерството ќе издвои 80.000 евра. Во образовните институции, одлуки за доделување на К15 исто така се донесени, потврдуваат од овој сектор. До надлежното министерство се подготвени и доставени сите документи по што само се очекува денот кога парите ќе бидат уплатени на училишните сметки и во истиот момент ќе бидат распределени на вработените. Изјави директорот на основното општинско училиште Тошо Арсов Коце Харизанов. Од синдикатот, доделувањето на К15 на вработените од овие две бранши го поздравуваат, напоменувајќи дека тоа требаше досега да се случи. За прв пат годинава ќе се исплати 10.000 денари во јавниот сектор и од идната година 30% од просечната исплатена плата во Република Македонија по општиот колективен договор за јавен сектор. Ние како ССМ долго години инсистираме да во равноправна положа бидат и вработените во јавниот сектор. Така да оваа година издействувавме и еден чекор напред кон нашите барања е тоа што успеавме да издействуваме 10.000 денари да им се исплати К15 во јавниот сектор, што многу одамна веќе не е исплатен К15 во тие институции. Вработените во овие два сектора за прв пат годинава добиваат К15, согласно општиот колективен договор за јавниот сектор, во кој е утврдено дека работникот има право на надоместок за регрес за годишен одмор во еднократен износ кај еден работодавач во текот на годината.